Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Започнаа градежните работи за асфалтирање на втората фаза од локалниот пат од местноста Крушка до селото Полаки. Вкупната вредност е околу 7 милиони денари, од кои половина се од општинскиот буџет на Кочани, а остатокот од Бирото за регионален развој. Почнаа градежните работи од изградбата на втората фаза од локалниот пат Крушка-Полаки. Стручните служби од одделението за уредување на градежното земјиште во општина Кочани известуваат дека во моментот патот се проширува, се прават атмосферски пропусти и се поставуваат рабници. Наскоро, фирмата изведувач КОП Инженеринг ќе започне и со рамнење и поставување тампон. Се очекува работите да завршат според пропишаниот рок, односно до крајот на ноември. Преку Бирото за регионален развој обезбедени се околу половина од парите, а со уште околу 3,5 милиона денари од општинскиот буџет ќе се реализира изградбата и асфалтирањето на втората фаза од делницата од Крушка кон училиштето во Полаки во должина од околу 940 метри и широчина од 3 метри. Минатата година Бирото за регионален развој со 4,5 милиони денари ја финансираше изградбата на првата фаза од Крушка до Полаки, при што беа асфалтирани 770 метри. Втората фаза од локалниот пат повторно ќе се реализира со финансиска подршка од Бирото за регионален развој, која одобри 3 милиони денари од мерката 323, од каде ќе се гради и патот од Крушка до местноста Ајдар. Од оваа мерка, преку Центарот за развој на Источниот плански регион ќе се асфалтира и пристапниот пат од селото Оризари до манастирот Пресвета Богородица во местноста Добра вода. Годинава, општина Кочани ги доби сите аплицирани проекти од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, што се одобрени со максимален учинок. Сдруженијето Младите можат го заврши едногодишниот проект за младински локални иницијативи во Кочани, на кои се утврдуваа приоритетните проблеми меѓу младите луѓе. Главен акцент беше ставен на врасничкото насилство и дискриминацијата меѓу лицата на иста возраст. Врасничкото насилство и дискриминацијата меѓу лица на иста возраст се детектирани како најважни проблеми со кои се соочуваат младите во Кочани, поради што тие имаат главен приоритет во спроведувањето на проектот Младински локални иницијативи, чиј носител е граѓанската организација Младите можат. На завршната презентација на проектот се дискутираше за тоа како локалната заедница и општината можат да помогнат во надминувањето на проблемите, односно дали остварувањето и одржувањето соработка помеѓу младите и локалната самоуправа е предизвик или пак можност за општествен напредок. Правивме 4 активности, од кои што прво направивме на прашалниците што беа разгледани, детектиравме повеќе проблеми во Кочани, но го одбравме врсничко насилство, дискриминација помеѓу младите на иста возраст и решивме да поработиме на таа тема. И затоа направивме 4 активности. Првата беше пикник за без дискриминација и насилство, а втората беше плати кафе со уметност, каде што секој млад човек можеше да се изрази на тема без дискриминација. Потоа беше ораторски вечери и на крај имавме фудбалски надпревар за да истакнеме без дискриминацијата и ова како завршен настан, за да го заокружиме целиот проект и сите активности кои што ги направивме во него. Активностите на Сдруженијето Младите можат се насочени кон создавање решителни, способни и независни граѓани кои ќе бидат подготвени да направат позитивни промени и активно да учествуваат во развојот на заедницата преку младински и социјален активизам. Се работи за проект кој што цели да го зајакне демократскиот дух на младите, односно да им овозможи да развијат лидерски вештини, да ги охрабри, да ги поттикне, да преземат акција во нивната заедница во која што припаѓаат и со поддршка, пред се менторска поддршка и логистичка поддршка од наша страна да организираат активности и да застапуваат за промени во младинскиот живот на младите овде во Кочани. Проектот се имплементираше во 2 општини во Македонија, во општина Велес и во општина Кочани. Преку анкетни прашалници, преку фокус групи, истраживме што е она што најмногу им е потребно на младите овде во Кочани и како препораки понатаму го проследивме ова истражување до локалните власти, до граѓанските организации кои овде работат со цел понатаму да преземаат иницијативи и акции за да се подобри животниот стандард на младите овде. Проектот Младински локални иницијативи е поддржан од Сдруженијето за едукација Млади Инфо Интернационал, а е финансиран од Европската Унија и се спроведува од 5 граѓански организации во регионот на Западен Балкан.
Променливото време и разликите во ноќните и дневните температури почнаа да го полнат детското оделение во Кочанската општа болница. Претежно се хоспитализирани деца со акутни бронхити, гнојни ангини, а се уште се актуелни цревните вируси. Лекарите со совети за заштита и лекување. Честите промени на времето и разликите во дневните и ноќните температури ги наполнија амбулантите. Детското оделение во Кочанската болница почна да се полни со болни деца. Претежно се работи за акутни бронхити и гнојни ангини, но од летото се уште се актуелни и цревните вируси. Лекарите со препораки за заштита и лекување. Во моментот на хоспитално лекување имаме 8 деца, со тоа што бројката се зголемува и паралелно е актуелна и патологијата што е карактеристична за летниот период заради одржување на високите температури, значи се уште имаме цревни вируси актуелни со пролив и повраќање, меѓутоа започнува и респираторната симптоматологија, чести се веќе гнојните ангини и акутните бронхити. Така да се полни оделението и очекуваме дека во иднина нели ќе се зголемува бројката. Кратката препорака заштита, хигиена на раце, пред се заштита за цревните инфекти, исто актуелни и сега што е со жолтицата хепатита, хигиена на раце е најважна, посетување на отворени простори, свеж воздух, внес на овошје и зеленчук и течности, соодветно посета на матичен лекар, а по потреба кога нешто не оди, ние сме тука. Доктор Лазарова вели дека што се однесува за актуелната заразна жолтица пак или хепатитот А, доколку забележат или се посомневаат на дете со болеста, веднаш го препраќаат на инфективното оделение во Штип. На несекојдневен хуман гест се одлучил жител на Кочани, откако нашол изгубени пари на земјоделска површина во близина на градот. Преку медиумите го бара собственикот на парите за да му ги врати. Пензионираниот полицаец Ѓорги Николов од Кочани, а сега долгогодишен член и активист на Сдруженијето Јосип Броз Тито, нашол туги пари на нива и наместо да ги присвои, решил да му ги врати на собственикот. Необичен, хуман потек што ретко може да се види во денешно време. Преку медиумите го бара лицето што останало без посериозна сума пари, за кој Николов предпоставува дека му испаднале додека минувал по нивата. Необичната случка ја раскажа пред камера и упати јавен повик до лицето што останало без парите да се јави за да си ги добие назад. Преска пред 1 сат време отидов да наберам пипер имаше и на враќањето тука баш не дов одредена сума пари. И знаеш, прв пат така не примитив, ама гледам пари дека се и земав ги, ама знаеш, копкаме тоа, не са мои парите, па сега чисто преку вашата телевизија може некој ги изгубил парите, некој поштено ги работил, што ги мачил се по полето тука, па кој знае дека е изгубил пари, слободно нека се јави, парите ќе му ги дадам. Мислам, тие не са мои пари, нема ни да бидат моите. Некој се е мачил за тие пари. Сумата ќе каже дека кажувам дека точно тука, може да е од собственик на нивата или него, ја полето него не знам, може некој минејќи од тука и затоа нека се јаве слободно, парите да му ги дадам. Николов очекува дека доколку лицето што ги изгубило парите или негови блиски го видат апелот, ќе го известат за да си ги земе назад. Вели дека ова не го прави за некаква награда или друг вид корист, туку едноставно за да спаси некого од нервоза и од празнење на семејниот буџет. Средношколците од Штип игра на сцената во Виница се вклучија во хуманата мисија на младите од Црвен крст за собирање средства за лекување на 9-годишниот Онор Исмаилов. Клубот на млади волонтери при крст во Виница со уште еден хуман подвиг во акција да му помогнат на малиот Онор Исмаилов, кому му е неопходна итна операција и лекување. Клубот на млади при Црвен крст Виница вечерва ја продолжи традиционалната хуманитарна гранка на активности, односно благодарение на Домот на културата Тоша Арсов Виница и актерската екипа Spotlight од Штип со цел да му помогнеме на 9-годишникот Онор Исмаилов од Виница, кој е малигно заболен. Организиравме представа која вечерва ја одигра актерите од Штип. Хуманоста на сцена ја понудија и средношколците актери од Штип, кои ја одиграа представата Who the Fuck is Sunday по авторски текст на Весна Куслевска од Кичево.
Представата е работена пред неколку месеци, ставано збор за авторот Весна Куслевска, наш автор од Македонија, таа од Кичево. Ова се членови аматери, актери аматери во драмското студио Spotlight од Штип и ова е прва нивна представа. Ја изигравме во Штип и еве сега на покана на Црвениот крст и на Домот на културата од Виница гостуваме кај вас и наидовме на супер публика. Убаво се поминавме и благодарам за поканата. Темата е актуелна, секогаш вечна е таа тема. Представата е малце со провокативен наслов, тоа значи дека има на сцена еден маж кој што е кројач и го бараат, има 7 жени кои што сите се интересираат која е Недела и на крајот дознаваат дека Недела всушност не е жена, дека е маж, но тоа е комедија текст кој што е комедија на ситуации. И мислам дека еве и актерите убаво се помина и публиката заедно уживавме во оваа вечер. Ова представа е, како што реков, пред неколку месеци излезена, премиерно, така што сега почнуваме, може да аплицираме по фестивали. Еве сега имаме гостување и во Прилеп, во Штип се организира исто хуманитарна представа како и вечерва. И така што овие деца се ги поздравувам за нивната хуманост и сум горд на нив. Хуманистите на Црвен крст продолжуваат со нови активности за помош на малиот онор, а не изостанува и поддршката од бизнис секторот и општина Виница. Следува информацијата од спортот. Одиграни финалните надпревари во кошарка во машка и женска конкуренција за основни училишта, што се играат во организација на Сојузот за училишен спорт Кочани. Победниците одат на регионални надпревари. Во спортската сала на Основното училиште Свети Кирил и Методи се одиграа финалните надпревари во кошарка машки и женски за основни и средни училишта. Во склоп на надпреварите за основни училишта во организација на Сојузот на училишен спорт на општина Кочани, денески се одиграат финалните надпревари во кошарка за машка и женска конкуренција. Финалето во машката конкуренција го играат училиштата Свети Кирил и Методи и Малина Попиванова, додека во женска конкуренција финалниот надпревар ќе го играат ученичките од Основното училиште Свети Кирил и Методи и Никола Карев. Исто ќе се одигра и надпреварот од делот на општинската лига за средни училишта Љупчо Сантов и средното училиште Гошо Викентиев. Во машка конкуренција од одиграните надпревари помеѓу Основното училиште Свети Кирил и Методи и Основното училиште Малина Попиванова, подобра беше екипата на Основното училиште Свети Кирил и Методи и надпреварот заврши 56:20 за Кирил и Методи. Од женски, од одиграниот надпревар помеѓу Основното училиште Свети Кирил и Методи и Никола Карев, повторно подобри беа учениците од Кирил и Методи и ги совладаа своите противници од Никола Карев со резултат од 32:10. Од средни училишта пак се одигра надпревар помеѓу двете средни кочански училишта и подобра беше екипата на средното училиште Љупчо Сантов, која ја победи екипата на Гошо Викентиев со резултатот 52:42. Победниците на општинските обезбедија пласман за учество на понатамошните регионални надпревари. Надпреварите се во организација на Сојузот за училишни спортови Кочани. Почитувани, тука ја завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.